Добро вечер. Во продолжение минути за културата. Под покровителство на градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, од печат излезе археолошкиот труд Охридска археолошка азбука. Станува збор за литература за деца и млади, скапоцено археолошко дело, кое е добра водилка за осознавање на македонските корени кои продираат во дамнина од античка и царска Македонија. Книгата беше бесплатно поделена на 703 одделенци од охридските основни школи. Под покровителство на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков од печат излезе археолошкиот труд Охридска археолошка азбука. Ова големо позначење дело за мали ученици со заложба на градоначалникот Пецаков е бесплатно доделено на 703 одделенци од охридските основни школи. Дело кој изобилува со археолошки термини со кои што децата, четува буквално за дечината, ќе се запознаат со археологијата одблиску и ќе можат да научат некои работи повеќе. Ако заприметиме, односно ако знаеме дека Македонија е археолошко богато историско и културно наоѓалиште, тогаш би рекол дека овој прв тип на објава на ваква книга за нас ќе представува и како општина, но и како еден заедничка соработка помеѓу нас и професорите, но дело кое што за дечината ќе представува многу и ќе ги донесе поблиску до сите оние поими кои што можеби во иднина ќе ги заинтересира и да се занимаваат со една ваква професија. Автори на Охридската археолошка азбука се факултетските професори Антонио Јакимовски, Елизабета Томевска-Илиевска, Маја Јаневска и младиот археолог Иван Малезанов. Во трудот има 89 археолошки поими, а 26 од нив се однесуваат за Охрид. На овој проект работевме речиси 2 години. При тоа имавме голема прво анализа се направи на сите овие поими кои што може да бидат опфатени, а се однесуваат на артефактите, на спомениците на култура и на другите археолошки локалитети што се наоѓаат во Охрид и Охридско. Меѓутоа секако тука имаме и поими кои што се однесуваат и интернационални поими, но и поими што се однесуваат за цела Македонија. Охридската археолошка азбука со бројни илустрации и шаренило на околу 80 на страници е богата со скапоцени содржини. Во Музеот на современата уметност во Скопје е отворена меѓународната изложба Прекршено време и светот се пресоздава од тоа што го заборава. Изложбата се состои од дела од колекцијата на Музеот на современата уметност Скопје и дела од современи уметници. Изложбата е дел од одбележувањето на 60 години од основањето на Музеј на современата уметност Скопје и ќе трае до 30 март следната година. Дела од уметници кои доаѓаат од сите континенти и сметавме дека е особено важно во една ваква прилика да се представат дела на уметници кои можеби поретко или воопшто не биле изложувани, со цел да се направи една неопходна конекција со светот и да се потврди улогата на музеот која има веќе 6 децении. Многу е важно да се потенцира дека оваа изложба, која се насловивме Прекршено време и светот се создава од она што го заборава, да се адресира едно многу важно прашање кое е поврзано со сеќавањето, меморијата, а со тоа и одговорноста која имаме како земја, како професија и одговорноста кон негување на важната позиција која имаат уметниците. Изложбата се отвара со некој вид на критички перспективи, ја нарековме, но еден вид на критички преиспитување на општествените и политичките превирања во различни незападни контексти. Тоа се уметници кои што потекнуваат од земјите на како Бразил, Аргентина, Чиле, Куба, кои што зборуваат за условите во нивните земји во 60-тите, 70-тите, кога имало различни војни удари и кои што ги бележат токму овие репресии или реперкусии врз секојдневниот живот. Концерт на турска джез музика насловен Виорот на Анадолија со настап на турските музичари Шалиел на саксафон и Асу на дев се одржа во Македонската опера и балет. Концертот го организира Турскиот културен центар Юнус Емре Скопје како заокружување на овогодишните активности, а целта е приближување на турската култура во Македонија.
Концертот Виорот на Анадолија, кој се одржа на 5 декември на сцената на Македонската опера и балет, го означи стартот на балканската турнеја на познатите турски музичари Анил Шалиел и Маречи Асу, кој опфаќа 11 балкански градови во кои ќе биде презентирана турската џез музика. Уникатното музичко доживување кое ги спојува фасцинантните мелодии на Анадолија со универзалниот јазик на џезот, ги оживува спомените на легендарните уметници, доајените Ашик Вейсел и Зеки Мурен, чии дела оживуваат преку џез интерпретациите на Анил Шалиел и Маречи Асу. Овој проект го реализираме заедно со Институтот Јунус Емре и навистина ми е драго што мојот сон, мојата желба има можност да ја остварам преку овој проект практично. Во мојот албум 260 тенови имам една музика која се вика џез музика, турска џез музика. И таа стана тема за докторски студии на многу универзитети и навистина со тоа се гордеам со тој успех. Џез музиката не е само музика од звуци, туку таа музика што треба да се разбери. Во музичкиот свет започнав со суфи музика. И потоа работевме на тоа како да се направи на модерен начин оваа музика. Концертот Виорот на Анадолија беше изведен и пред публиката во Гостивар на 6 декември. По октомвриското издание на фестивалот Рута во Скопје, од 2 до 7 декември Рута се одржува и во Белград. Драмскиот театар Скопје на фестивалот настапи во четвртокот со представата Чудна случка со кучето во ноќта. Представата во режија на Зоја Бузалковска е авторска адаптација на Сајмон Стивенс, направена според мотивите од романот на Марк Хадон. Гостувањето во Белград е второ меѓународно гостување со представата Чудна случка со кучето во ноќта по гостувањето во Љубљана. Освен одличниот прием кај публиката и театарската фела, представата се здоби со 5 исклучителни награди на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Чудна случка со кучето во ноќта е на редовниот репертоар на Драмскиот театар во Скопје. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Повеќе содржини најавувам за утре во истиот термин. Ви благодарам на вниманието.